сега треба да се постапува со луѓето кои што ја преживеа несреќата и семејствата на починатите? Во фазата во психопатологијата на стресот имаме неколку фази. Имено кога се работи за смртни случаи, зборуваме за фаза на шок, кој сите и самите травматизирани и во физичка и во психичка смисла го преживуваат и оние членови на нивното семејство. Потоа доаѓа фаза на прифаќање на губиток од 14 жртви, тоа не е мала бројка. Огромен стрес за членовите на потесното семејство и на поширокото семејство. Последиците од физичките повреди сигурно нема да бидат беззначајни, нема да бидат мали и покрај усилбите на тимовите на хирурзи, ортопеди, травматолози кои несебично им пружија стручна помош на најдобар може начин и тука здравствената здравствената служба го положи испитот. И велиме дека во првата фаза на сцена се хирурзите, ортопедите, травматолозите. Следната фаза, помеѓу која не смее да биде празен простор, е активноста на психолозите, психијатрите во смисла на решавање на симптомите на стресот, односно на психотраумата кои и самите повредени и членовите на семејството на загинатите наши сограѓани ги доживуваат. Тијана? Јас би сакала малку да се осврнам на една група на луѓе кои постојано ги забораваме. Тоа се спасувачите и оние кои помага во целиот овој немил настан. Би сакала да прокоментирам малку за нивната ситуација, бидејќи тоа е навистина многу значено. Да се каже дека веројатно ниеден човек не би реагирал пријатно на една таква гледка, на едни такви травматски моменти кои што може да се пројават подоцна и дека е многу значено да пружиме соодветна помош на оние кои што помагале, бидејќи нели секогаш ги ставаме во фокусот директните жртви од инцидентот, а ги забораваме оние кои што биле на самото место, искусиле, виделе, минале низ таа траума, подеднакво како семејствата кои што биле таму присутни, и дека е многу значено да дадеме една психолошка поддршка за нив. Морам само да се надоврзам. Пред вашето гостување во блокот во 15 и 30 часот, токму ни беа гости пожарникарите херои, дел од нив, се разбира двајца кои што први стигнале на местото на настанот и токму тоа прашање го поставивме до нив. Ме интересираше како тие сега се справуваат, бидејќи де факто еве вие стручно знаете, меѓутоа и ние лаиците знаеме дека таква гледка сигурно и борбата за човечките животи во тој момент остава некакви траги во психолошкиот момент. Тие одговорија дека секој ден е нов и дека некако веќе искуството си го прави своето, но согласни сме дека треба, можеби, така да им биде пружено. Апсолутно потребно е, бидејќи во оваа фаза сите луѓе кои учествувале директно или индиректно, поготово оние кои директно учествувале во акцијата на спасување на повредените и погинатите, жал излекување на телата, сето тоа се грозоморни сцени. Меѓутоа во таа фаза постои еден психолошки одбранбен механизам кој го мотивира, му дава сила на човекот да ги заврши оние задачи кои му се наметнуваат како непосредна потреба за спасување и адекватна реакција во таквите услови. Меѓутоа постои еден, ние велиме free time симптом, значи период кога нема симптоми позначени. Тој може да трае од неколку недели до неколку месеци, па дури и до неколку години. И кога после извесен период, ако не е пружена адекватна помош, психолошки супорт, советување, персуазија, едукација на некој начин, знаат и после после неколку месеци и дури после неколку години да се јават првите симптоми на посттравматското стресно расстройство. Рековме, не само кај повредените, не само кај оние директни учесници во сообраќајниот акцидент, туку и кај оние кои ги спасувале од тоа, бидејќи имам ратно искуство во војната од бивша Југославија, во Книн, во Западна Славонија, па и во Куманово, во Диво населје.
се разбира дека и на тие луѓе кои се вклучени во процесот, во хуманиот процес на спасување и помош на сите во ова сообраќајна несреќа, им е потребна адекватна помош. Имаме гледач на линија, доколку е се уште тука. Повелете, во програма сте, ако се слушаме. Да, се слушаме. Повелете, коментар, прашање. Добар ден. Вака сега, јас би додал не само повредените, што кажа вашите гости, не само тие што спасувале, него и нивните роднини ги заборавивте. Тоа е голем стрес и за најблиските нивни роднини, деца, родители, браќа, сестри и така натака. Прво да го поздравам вашиот газда, вашиот директор Бојан, што веднаш даде апел и ќе помогне, како рече таму, со еднократна помош. Да го поздравам и Зегин, што на интернет, за жал, вашиве телевизии спијат и не ги кажуваат тие работи. 20.000 евра плюс лекови, Зегин, кој е најхуманитарен и помага, која беше поплавата во Босна, во Србија и така натака. Значи, тоа треба да се поздрават. Јас се извинувам само малку, ќе ве прекинам. Да, ќе ги замолам колегите од Режа, ако може малку погласно да слушаме тука во студиото. Да, повелете. Вака сега, значи да го поздравам вашиот газда, хуманитарно ги помага. Само ќе ве замолам. Стопирајте малку, да замолам со тонот, ако може во студиото да слушаме погласно, бидејќи јас ве слушам само во слушалица, немаме тон во студиото, гостите не можат да го слушнат вашиот коментар. Дали ме слушате сега? Ало? Во ред да, додека правиме мала интервенција, ќе продолжиме со разговорот со гостите. Нека биде гледачот на линија. Да, јас би прашал за тоа какви симптоми се појавуваат. Велите дека неколку недели, неколку месеци или неколку години, за какви симптоми на посттравматски стрес става збор? Може... Сега е рано да зборуваме за посттравматско стресно расстройство. Ние сега зборуваме за акутна стресна реакција или акутна психотравма. Симптомите најчесто се последица на предразнаност на автономниот нервен систем во вид на срцебиење, препотување, тресење на телото или тремор, како велиме, во вид на несоница, неволно враќање на сцените, сликите и секвенциите од тој травматски настан, пратено често со несоница, пратено со вознемиреност, пратено со чувство на загрозеност. Значи, тоа се типични реакции на стрес, или како ние во медицината ги нарекуваме селиева стресна реакција. Односно, при секој стрес од надбубрежната жлезда се излучува кортизол од кората, од сршта се излучува адреналин, а од продолжениот мозок, ја нарекуваме локус церулиус, се излучува адреналин. Тој адреналин е всушност вишок адреналин, не оној кој ствара возбуда, тој адреналин е всушност што ги ствара психосоматски симптоми, чувство на трнење на телото, вознемиреност, тремор, препотување. И тоа се симптомите кои многу рано се јавуваат. И тие симптоми се за нас, психијатрите и за психолозите, релативно лесен проблем за решавање. И психофармаколошки делуваме со бета-блокери, со седативи, со хипнотици, понекогаш и со антидепресиви, дури понекогаш и со антипсихотици, во колку се работи за психотички реакции, и тие симптоми релативно бргу ги редуцираме. Меѓутоа, оно што е битно, тоа е, ако не интервенираме, тие симптоми може би со помал или поголем интензитет ќе трајат релативно кратко време. И после тој период на стишување, како велиме, на симптомите, може да се јави посттравматското стресно расстройство, кое најчесто пратено, јас опишав еден, го велиме DINA синдром, тоа е дисфорија
не се работи за депресија, туку се работи за состојба на емоционален дискомфорт, на напнатост, на раздразливост, на подразливост во сите сфери, пота и на петенција. Апетитот знае често да се губи, е несоницата, која може да биде и проблем во заспивање, и испрекидан, како велиме, испрекинат секвестриран сон, и она што е многу значено, тоа е афективната нестабилност. Често бурни емоционални реакции на релативно мали поводи, кои не се сватливи ни за самиот пациент, ниту за самата околина. Значи, тие симптоми се предмет на цел на нашата терапијска интервенција, и од тука често психолозите со психотераписките методи со кои владеат и за кои се едуцирани, ние психијатрите покрај психотераписките методи и со психофармаколошка интервенција, со лекови кои ги спомена пред малку. Дали, само да прашам, дали ние си уште гледачот на линија, ајде да отстапиме простор за јавноста, да анимираме, повелата во програма сте. Доколку се слушаме, повелата во програма сте. Дали ме слушате сега? Сега ве слушаме одлично, повелата. Така. Да ги поздравам гостите и ќе повторам се што кажав предходно. Значи, покрај лично тие што беа во сообраќајната несреќа, трауми и доживеала и тие што ги спасуваа, но и нивните роднини. Едноставно да го поздравам вашиот газда што е Боријан, како се вика, Бојан Јовановски, што веднаш даде помош на нивните роднини. Исто така го забораива да го спомнат другите телевизии, а на интернет веќе е пуштено дека Зеген има помогнато со 20.000 евра плюс лекови. Тоа треба телевизиите да го поздрават, за да биде апел и за другите да помагаат. Затоа е многу важно да се каже на тебе медиумите. И што би сакал да кажам? Многу една битна работа не се кажа, дека Гостивар е Тетово многу поблиску од Скопје и како може да нема такви доктори кои што може да интервенираат. Некогаш и една минута транспорт од настанот до Скопје и од настанот до Тетово и Гостивар е сигурно поблиску. Зошто ние секогаш сите тие тешки операции, тешки сообраќајни несреќи мораме во Скопје да ги носиме пациентите? Зошто нема стручен кадар и во другите градови за такви хитни случаеви и тешки операции? Тоа треба да ја покренете таа тема. Тука треба владата преку Министерството да направи напори. А исто така многу е важно да каже сега психијатарот, сигурно знае дека има такви сообраќајни, да кажеме, несреќи, каде што повреденото лице не смее да се поместува. Тоа работен столб, како се вика, да не се помери нервот и да го изгуби животот или да се парализира. Има и такви ситуации. Значи, такви моменти кај што само стручно лице може да го помери, да го стави во кола, има начини како се ставаат во кола таквите, да кажеме, повредени лица и така натака. Во ред, во интерес на времето, ќе ви се заблагодарам сепак за вашето јавување. Само да напоменеме дека од местото на сообраќајната несреќа многу поблиску е да се стигне до Скопје отколку до Тетово или Гостивар. Тоа како одговор на прашањето на гледачот. Да, Антонио Касевски беше на самото место. Тоа е многу битно, меѓутоа гледачот започна една многу значајна тема, а тоа е правилна дистрибуција на здравствените и установи и кадри низ целата република. Случајност дека се догодила во близина на Скопје, во близина на клинички центар, меѓутоа што ако се случила таква несреќа на 200 километри. Затоа велам дека е потребна Министерството за здравство да размислува за правилна дистрибуција на капацитетите, на опремата, на стручниот кадар, за да биде целата територија на земјата покриена од една страна, од друга страна континуирана едукација, поготово на помладите лекари. Ние сега сме пред пензија, па немаме толку и волја да се едуцираме, а и косети не обелели од
толку едукација, меѓутоа помладите лекари, било од која е струка да се едуцира, да имаат основни познавања и обновени познавања од принципите на згрижување во ургентни состојби. Оти, како лекари, не сме само невропсихијатри, дерматолози, инфектолози, туку сме лекари кои со своето општо медицинско знаење треба да реагираме на време. Од друга страна, потребна е и едукација на граѓаните, не само при полагање на возачки испит, туку кај младите луѓе во основните училишта, во средните училишта, да ги едуцираме како и во кои ситуации да знаат да пружат она прва помош, бидејќи тоа е многу значено. Споменува дали пациентот е транспортибилен, повредениот, ако има повреда на рбитниот мозок, мало неадекватно движење може да доведе до парализа. И затоа е потребно и едукација на луѓето, ама и медиумите, и електронските, и печатените медиуми, и ние како представници на лекарската фела, психолозите и другите сродни гранки да влијаеме на тоа да го едуцираме, да ги едуцираме граѓаните. Сакам да се надоврзам на темава. Моето гледиште е малку поинаку, бидејќи јас го почитувам институционалниот пат кој што го спомена докторот и мислам дека е навистина многу значаен, но она од кое што јас појдов беше моментот на како јас како единка можам да допринесам за оваа ситуација. И сметам дека токму таа иницијативност кај граѓаните е нешто многу поважно во вакви кризни ситуации, бидејќи институционалниот пат е многу спор. Значи, додека ние направиме некаква промена на подолг рок, додека направиме некаква едукација, несреќата веќе настаната, жртвите се веќе создадени. Значи, тоа би сакала да го порачам кон сите мои колеги, кон публиката, да размислуваме малку како можеме ние да допринесеме за општеството, индивидуалната добробит. Колку е важно, да речеме, и дали треба да е пракса, за волја на вистината не знам точно како оди според законски прописи или процедури медицински, во тие итни, во брзата медицинска помош, кога да речеме нели тим на доктори, на сестри одат на самото место на несреќата, особено ваква катастрофална, да има секогаш присуство и на психијатар или психолог, на некоја такво стручно лице, за можеби има ли потреба за помош во моментот на некој полесно повреден, да речеме, во моментот разговор, можеби со тип на стручни лица како што се вашите профили? Тоа е добра идеја, меѓутоа во пракса е неостварливо, бидејќи итната медицинска помош интервенира во случај кога е загрозен животот. Но, со нивната интервенција, веднаш на неа може да се надоврзе интервенција на стручните лица од нашата струка. Да кажеме невролог, психијатар, психолог. И тоа во Франција, каде се школува во Тур, го нарекуваат лиезон психијатри. Значи, психијатријата како врска помеѓу соматските, телесните болести и психичкото, менталното страдање на пациентите заради болести и повреда. Така да ние на ВМА тоа го работевме во тие ратни години, 91, 2, 3, 4 година. Ние како психијатри работевме до креветот на пациентот. Дали доживеал мозочен удар, дали доживеал миокарден инфаркт, дали доживеал тешка траума. Имаше многу ранети, многу повредени од боиштата во Југославија. И за жал, ние во Македонија се уште ги немаме основите на таа лиезон психијатри. Оти, многу е значена првата психолошка, психијатриска помош, психолошка помош, многу е значена за исходот и на болеста и на самата повреда. Бидејќи самата болест и повредата било како во секој случај го алтерира и менталното, психичкото здравје на повредениот, односно заболениот. Тијана? Па би сакала да посочаме на поконкретна ситуација. Например, имате ситуација каде што се случува сообраќајна несреќа, се појавуваат жртви, пристигнуваат семејствата на жртвите на самото место на настанот. Што очекуваме од какви да бидат реакциите на семејството? Значи, тие се бурни, има лелеци, има пискотници, има многу вознамирана атмосфера. Има посебна гранка во психологијата која што се бави токму со интервенции во овие кризни ситуации. Значи, психологија на кризни ситуации.
И доколку на самото место постои психолог кој што би можел да интервенира врз семејството, самата работа на службите би била подобра, не би била попречувана, бидејќи има ситуации во кои што семејствата скокаат, значи нели прават одредени реакции кои што може да попречат давањето на таа медицинска помош. И доколку тука имаме психолошко-психијатриска служба која што ќе работи на самото место на настанот, многу повеќе би се спречила понатамошните последици. Што е де факто пракса во поразвиените земји за волја на вистината. Дека е нас такво нешто не постои. Па работиме на тоа да постои. Еве првиот чекор кој што се превзема е отварање на канцеларија во Гостивар, во која што жртвите на овој немил инцидент ќе може да побараат помош, да побараат некакво советување и тоа ќе биде оној дел на интервенција на самото место, бидејќи дел од нив нели немаат можност да дојдат до Скопје да побараат помош. Значи да се има психолошки интервенции во Гостивар, а понатаму сите оние советувалишта и сите психолози, психотерапевти како поединци кои што сакаат да нудат бесплатна помош, да направат еден регистар кој што ќе го оставиме во вашата редакција и сите заинтересирани ќе можат да посегнат по психолошка помош. Зборуваме за оние последици кои што ќе се јават некое време по настанот и да започнат да посетуваат редовна психолошка помош и поддршка. Имаме гледач на линија. Повелата во програма сте. Добар ден. Повелата. Јас сум Николче од Гостивар, а живеам во Каваци. Голем поздрав до вашата емисија. Повелата, ве поздрав слушам. до докторот. Аз сакам за темата да кажем, тоа е најголема болна рана и тешки. Има контрапни се тие работи, многу има стресови. И големо се учеше до сега фамилиите на македонската нација и на албанската нација. Не треба се дела нација, треба се бидат братови единство за сите. Во ред. Ви благодариме за вашето јавување. Мислам дека веднаш имаме уште еден гледач, па ајде ќе му отстапиме простор. Повелата во програма сте. Ало? Да, се слушаме повелата. Добар ден. Повелата. Сакам да едно прашање вака. Собственикот на ова агенцијата, зошто не слушнавме никој во овие денови да изрази сочинство? Вие како екипа на ЕДНТВ да го повикате кај вас тука. Мислите собственикот на Дурмоторс? Да. Ете тука денеска баш имавте шанса преку овие докторите ќе разговараат со него, стручни лица од сообраќајот, да јавно каже, да го испитаат, да видиме што ќе каже. Инаку имавме во текот на денешниот ден неколку пати беше емитувано интервју со собственикот на Дурмотурс, очигледно не сте имале можност да го видите. Со стручните, со луѓе стручни, каде ќе му постават прашања и јавно да видиме да се искажи вистината што се случувало. Во ред. Еве јас ќе ви кажам благодарам за вашата Тука Министерството за внатрешни работи тоа треба да така, да, Ова што колешката го спомна, сигурно сите тие травматизирани во помал или поголем степен не се во состојба да ги посетат нашите здравствени установи, па затоа им стоиме на располагање во организација на локалната здравствена служба, да ние да појдеме дали во Тетово, Гостивар, па дури и во домовите. Да, тоа е добро да се каже вака јавно. Спремни сме, ајде да не кажем во секое време, ама спремни сме да им пружиме здравствена, стручна, специјалистичка помош во местото на живење. Каква е таа терапија која што треба да им се даде на луѓе? Во што се состои? Во разговори, во... Јас би рекла во двете. Мислам дека многу е важна соработката помеѓу психијатрите, психолозите и психотерапевтите во вакви ситуации, бидејќи некаде може да се помине без медикаментозна терапија, во зависност од индивидуата, но некаде е потребна интервенција и важно е да се работи за добробит на секоја поединка. Значи да се даде една комплетна грижа. Она што ние го нудиме како психолози, како психотерапевти, е оној момент на psychological assessment кој што ние го нарекуваме,
односно психолошка процена и психолошко советување. Посебно зборувам за оној акутен момент на траума, кога се случуваат појави како деперсонализација, како дереализација. Тоа се состојби во кои што единката не знае каде се наоѓа, не е свесна за околината, не е свесна за обкружувањето и потребно е да има лице кое што ќе ја врати во моментот и ќе ја оспособи да се насочи кон оние најосновни движења, да побара вода, да се згрижи, да појде кон својот дом, да побара медицинска помош, бидејќи луѓето во такви ситуации ја немаат, често пати ја немаат таа способност поради таа деперсонализација и дереализација која што ја напоменав. Што се однесува на подолг рок, советувањето е една исклучително значајна алка од синџирот наречен ментално здравје, бидејќи со текот на годините ние сме сведоци дека се случуваат различни настани кои што може да бидат во функција на тригер на овие минати настани и да едноставно индивидуата работи кон надминување на овие слики на таа тага и на таа болка, за да не настане насобирање и акумулирање на истата и да не се проектира истото во текот на животот во понатамошните години. Овде е многу битно со самата појава на стручни лица кои покажат емпатија и разбирање за страдањата, за трпењето на тие психотравматизирани лица, самото нивно присуство кај нив создава чувство на поголема сигурност, неотфрленост, чувство на безбедност во таква средина. Оди тука психологот, психијатарот дава некоја сигурност во сета таа стресна ситуација. Од друга страна, интервенцијата во вид на емпатија, разбирање за нивните тегоби, разговор, објаснување, кларификација, како велиме, зошто се настанати тие симптоми, дека тие во најголем дел се физиолошки, само поинтензивни, бидејќи зависно од интензитетот на стресот, односно од факторите кои го причиниле стресот. Но, самата таква персуазија, советување, сапорт, како велиме, поддршка, разбирање на нивните тегоби, разговор, посветување на внимание, чувство дека не се отфрлени, дека не се осамени во тоа нивно страдање, тоа се првите позитивни ефекти кои самите пациенти буквално ги впиваат во себе, од им се потребни, а од друга страна се создава едно чувство на ние велиме трансфер и контратрансфер во тој тераписки процес, не само во моментот на психотраумата, него и во подоцнежниот третман. Од друга страна, примена во некои ситуации каде е потребна психофармакотерапија, односно каде се потребни седативи, антидепресиви, антипсихотици, хипнотици, ние и во такви ситуации тие лекови ги припишуваме за да она бурна реакција ја доведеме во граници на прифатливост на самиот психотравматизиран. Имаме, да, се доближивме до крајот, меѓутоа имаме гледач на линија, па ќе му отстапиме пред крај простор. Повелате, во програма сте. Добар ден. Да, повелате, ве слушаме одлично. Значи, секоја почет, мислам, пред се на сите настрадани во Собрикајкава тука, значи со огромна жалост, како да кажем, да се изразам, нели, сочувст до сите фамилии, не? Меѓутоа, сакам да кажам и право благодарност до сите луѓе што истрчаа тамо во тој момент да им помогнат на луѓе на страдање, колку може помогна, значи тоа е како да бесконечна помош, како се вика тоа у моментов, не. Сакам да се осврнам на другото, мислам као трета точка сакам да ги осудам сите овие што беа на мреживе, што изразија некоја омраза, значи тоа бесконечно сакам да ги осудам. Значи тие ако има некој закон таму, значи бесконечно треба да се осуда било кој да вршат таква омраза. Значи тоа е недопустимо, како да кажам, не знам. Сакам сега да се одразам на другото прашање. Значи овде е постат две системски прашања. Сега не знам како, дали првото системско прашање, дали
системски, технички возило било исправно. Значи, како што изјавија овде на телевизија на јавните медуми, дека било тоа, значи, собствеников на тој имал собствен сервис. Значи, тоа треба да се испита, не? Втората работа, значи, човекот бил во, значи, шоферот што го возил возилово, тоа е второто системско прашање, дали имал некои здравствени проблеми, дали имал шекер, дали имал притисок, дали имал срцев напад, дали му возможиле да, ја не знам тие протоколи како се оди, не, да добиеш ти дозвола да возиш 50 луѓе, значи не 50 луѓе, значи он на 8 сата возел таму на таа релација, значи тоа се 500 луѓе, човече. Во ред, јас односно ние ќе ви се извиниме, но ќе мора да ве прекинеме, бидејќи и гостите треба да дадат завршни поенти, како еве од разговорот едно заокружување, не дека не Во кратки црти. Да. Не дека нема многу за разговарање овде и од типот на психолошкиот профил на возачот, но затоа можеби потоа и некоја друго издание и може да го заокружиме разговоров еве конкретно на вашите Facebook профили, најчесто може да ви се обратат граѓаните и сите оние заинтересирани кои што нели им е потребна психолошка помош, како и на семејствата на загинатите, повредените во иднина да виде свој виден апел и повелата. Да, сметаме како луѓе кои се занимаваат со хумана дејност, дека е потребно во вакви тешки состојби и за целата земја, поготово за настраданите и за членовите на нивни семејства, да излеземе во пресрет на нивните потреби и несебично, професионално, стручно, одговорно, хумано да им помогнеме на тие луѓе. И тоа беше причината и колешката, и јас, и веројатно и другите колеги, зависно кој како нашол за сходно. Меѓутоа, стоиме на располагање на тие луѓе да им помогнеме. Телефоните се запишен за контакт, а исто така апелирам и до локалните здравствени служби да ги организираат тие луѓе за да можеме со едно доаѓање, дали во Тетово, дали во Гостивар, за да пружиме стручна помош на повеќе лица заради економичноста на самата постапка. При тоа, сигурно, нас како работници кои се занимаваме, здравствени работници, не е битна ни верата, ни нацијата, ни религијата, ни припадноста, слушајки и читајки на социјалните мрежи таков говор на омраза, Да, сакам да отворам прашање. Може кратко. Јас бидејќи работев во просторите бивша Југославија, нашите северни соседи велат братје мио, кој е вере био. Тијана? Јас би сакала да го завршам ова моје излагување со една мисла која што постојано ми стои во глава, тоа дека јас цврсто верувам во широките срца на македонските граѓани и дека сите можеме да пружиме помош онолку колку што можеме и дека таа помош ќе биде доволна и ќе направи за сите оние кои што беа жртви на овој немил настан да се чувствуваат подобро, да се чувствуваат дека не се сами. Болката и тагата не познаваат националност, не познаваат етникум, не познаваат религија и во неа сме сите исти, во неа сме сите подеднакви. Јас како поединец одлучив да истапам, да се придружам кон оние кои што одлучивме да помогнеме во оваа ситуација и би ги повикала сите граѓани на Република Македонија да даваат позитивни примери, да почнат од себе и да помагаат, бидејќи на крајот на денот тоа е она што е значено да го правиме како луѓе, без разлика од која професија и од која позадина доаѓаме. Така е, хуманоста и солидарноста се многу важни, особено во вакви тешки ситуации. Ние ќе ви се заблагодариме навистина за одвоеното време и разговорот. Уфативме барем еден мал дел, можеби, од целата ова приказна, а секако почитувани останете со програмата на 1 ТВ. Во продолжение следува репризно издание на разговорот кој што заедно со колегата Антонио Крстевски го имавме околу 15 часот со двајца од пожарникарите херои кои што беа меѓу првите кои што пристигнаа во спасувачката мисија во Ласкарци. Ќе ги слушнете и нивните сведоштва и како воопшто го доживеале целиот тој настан.
Вие двајца бевте едни од првите кои што пристигна на лице место и кои што директно учествува во спасување на повредените патници. Што се случуваше пред да тргнете кон местото на несреќата? Тоа прво добивме дојава во телефонската централа кај нас во код на 193 дека имаме техничка интервенција на превратен автобус. Со неконкретни точни информации што се случува на терен и како се случува на терен. После тоа во контакт со екипите што ги пративме од Ѓорче, од подцентарот Ѓорче Петров на местото на настанот, добивме информации дека е посериозна работата. Јас добив позив од заменик директорот на дирекција за заштита и спасување дека е сериозна состојбата и дека е критична состојбата. Упативме техничко возило кое што е за такви интервенции право на лице место на настанот и со командирот на чета се упативме на местото директно. Што видовте кога пристигнавте таму? Страшна слика. Страшно лоша слика, не секојдневна, можеби малце потешка од она што ние го очекувавме у предвидување додека патувавме од автокоманда до село Ласкарци. Најпрво испративме две возила од подцентар Ѓорче Петров затоа што е тоа најблиска дестинација до местото. Веднаш испративме и од центар автокоманда техничко возило со целокупна потребна опрема за таков вид на интервенции. Ние, ја и командантот со командното возило пристигнавме на лице место и веднаш ја преземавме акцијата на спасување. Издадов потребни наредби кои што треба да прави. Влево внатре во автобусот беше тесен просторот, имаше многу луѓе, беше тешко да се приде и до самиот автобус. Влево внатре се слуша повици за помош од повредените, заедно со уште еден пожарникар, Мартин Божиновски, и почнавме со излекување на повредените. Внатре сликата беше страшна затоа што беше темно, немаше место како да се интервенира, затоа што интервенираме со хидравличен алат кој е специфичен и за кој треба одредена потпора каде треба да се стави за да биде стабилен, за да не се загрози животот на повредениот. Имаше трудница која прво нејзе извадивме, нејзе беше заглавена само главата за цела среќа. Се работеше за исклучително храбра жена која беше многу присебна. Успеавме да ја одглавиме со помош на хидравличен алат. Главата има некои ситни повреди. Ја ставив на гради и ја излеков надвор и ја предавав понатака на екипите на брза помош. Понатака се движевме низ автобусов и насекаде имаше што повредени, што мртви. Движењето беше оттежнато затоа што беше сплескано од сите страни, ступчињата на прозорите беа искривени и беше или со лежење или со лазење, за да провериме некој што е заглавен или е незаглавен. Имаше реакција од еден патник унатре дека е заглавен со лим, со столче, со ова, со она. Уствари не беше, него имаше посериозна повреда на долните екстремитети. И покушававме некако да ги смириме и тие што беа пристигнати како население таму кои што бара отежнати малце ситуации у тој дел, ама се снајдовме некако за да ги извршиме правилно. Имаше многу луѓе. Да, тоа ми беше за прашањето во цел тој хаос, таа страшна гледка. Факт е и екипите кои што беа на терен видоа дека многу луѓе сакајќи да помогнат. Како влијаше, односно еве и вие споменавте само во лежачка позиција, односно со лазење се можело да се излечат. Како одредувавте на кому приоритетно му е потребна помош? Значи вака, имаше ситуации у кои се најдов дека има за жал двајца
загинати, а позади тие двајца лежи човек кој бара помош. Мислам, невозможно е да стигнеш од било која друга страна, сем од таа страна од кај што сум јас. И моравме прво да ги вадиме тие за да дојдеме до повредениот. При тоа пазевме со сите, јас разговарав и ги прашував пред да почнам со излекувањето, значи дали посеќа болки во врат, дали осеќа болки во кичма, дали ги чувствува нозете. Значи, каков одговор и колку можев одговор да добијам, така и реагирав, така и ги изнесував. И колку што дозволуваше на крајот на краиштата просторот, затоа што стварно беше некој скучен простор, толку беше тесно, доле беше све срчи и многу беше тешко. Пола тие што ги изнесовме, ги ставав на гради, па се влечев назад, зашто немаше место да се излечат тие луѓе надвор. Мене ми е стварно многу жал за сите загинати и за сите повредени. Јас се надевам дека и овие повредени ќе излезат на нозе од болница здрави, како и што влегле тој ден во автобусот. Ама тоа е тоа. И луѓето што пристигнаа таму, видете, може би правеа непотребен притисок или галама или се тоа. Ја барав да се стиша у еден момент сетата аларма, за да ги слушнам повиците од внатре, за да знам кај е повредениот, меѓутоа тоа беше невозможно. Реагирам. Ама ја го разбирам тоа за тоа што сите тие луѓе има големо срце, стварно сум им бескрајно благодарен. На сите жители на сите, буквално од прв до последен, они даваа све од себе да помогнат. Стварно дадоа све од себе да помогнат и помогнаа. Ние им кажувавме што треба, што сме и што не сме, така да кој ги наместевме луѓето у таа положба која треба да се изнесат, тогаш они беа буквално како мравки работа и наклон до земја за од прв до последен, за сите жители на Ласкарци или од кај да се. И од Бојане и од сите, ја ќе се надополнам нова, изреагираа многу брзо и ефикасно и донесоа и багер еден и багер друг. Ни помогна и околу врзувањето да го подигнеме малце автобусот за да видиме кај, дали има уште некој или нема уште некој. Тука ги ставаме колегите од Тетово и они противпожарната единица од Тетово и они дојдоа, запалија рефлектори кај што ни требаше малце повеќе светло. Имавме некоја координација, беше заменикот министер за внатрешни работи, јас проведовме една акција за да се обезбеди просторот за да можеме правилно и професионално да ги извлечеме, да не ни сметаат жителиве, зашто секој, знаете, секој доаѓа да ти помогне и ти стои над глава и ти вика демек овој мора или овој мора. Знаеме кој е приоритетот на вакви ситуации, кој треба да се извади, како треба да се извади, ама тоа е све нивна желба за да дојат да ни помогнат и да ни дадат подршка. Како течеше соработката со останатите институции, полицијата, брзата помош која пристигна на терен? Да. Брзата помош работеше безпрекорно добро. Значи, мислам, замерка и груп збор, мислам да има некој, мислам, штета би било да се каже такво нешто. Во ваква ситуација, да. Стварно, фантастично се заврши работата, безпрекорно, професионално. Едноставно ви опасно беше, багерот што го држеше автобусот, у секој момент тоа е терен, не знам дали вие бевте на лице место, автобусот е паднат од горниот пат па на долниот, па во една ливада. Да. И сега тој багер е поставен на некоја ливада, на некоја косина кој го држи автобусот. Јас со колегата се наоѓам у некој простор кој зависат некои сантиметри и ако багерот само се клизне 4 сантима, ќе треба да ме вадат мене после. Ќе треба да го вадиме него. Така да мораше да се реагира многу брзо и мислам дека акцијата на вадење на повредените и за жал починатите беше страшно брзо изведена. Страшно брзо и на вистина професионално и на вистински начин. Колку е тоа страшно брзо е временски? Па еве, например, ја и командантот тргнавме негде 5:10, 5:15 од
база автокоманда, Да. таму веќе бевме негде околу 5:27 минути. Значи за добри 10-12 Значи, минути стигнавме, возевме Супротен преку- правец, преку 140-150 со ротација и у обратен правец и све од автокоманда до Ласкарци низ тој период у денот кога е малце собрајање од погуст, ама имавме разбирање од И од граѓаните, да, се трга. и од ротација и од сирена и од све, ама знаете, ако не се тргне некој, не можеме ние да му кажеме, него имавме разбирање од граѓаните, се тргаа сите у моментот дали има некои информации, дали нема, дали не знаја, не знам. Ама имавме добра соработка и со брза помош И и со со полиција, и со- приватните болници кои дојдоа на место, Ачи Баден Систина исто ни помогна и за даски, и за вадење, и за сите тие Во ствари. колку часот беше изваден последниот патник? Последниот беше изведен негде 15 до 7, 20 до 7. Имаше не можеше да се извади патник. Имаше повреди на кук, прелом на глава. И сега тето Внимателно треба да се значи да треба да се да му се приближи. Треба да се направи да почне некој реагира и тоа направиме како помна. И такви периоди имам сега човек порекан тоа не знам как не знае дали Координира. некој роднина, некој пријател, некој близок како ќе реагира, што реагира, значи не можеме да извадиме исти што од ле, што не било за се таму. Имаше многу голем на луѓето. своите чукаше синот мој закон да се штата на убазо е приоритет, тоа е Господа, мене малку ме интересира и исто така тој психолошки момент. Да. Нема да звучи нескромно ако кажам дека жал било тој што е, меѓутоа Да. заради вашата брза интервенција верувам Да. дека помогна многу мина барем од оние Да. лете повредени да бидат излечени, тоа за секоја чест и за секоја пофалба. Но како вие, како пожарникари, вашата функција, Да. успевате во цел хаос, психолошкиот момент, она што сега го спомена Да останат господинот, присебни. да, Смојовски, да останете присебни. Тука има страшно многу фактори. Споменавте лелеци, извици, повици за помош, повредени лица, мртви лица. Види вака. Значи, јас сум у служба 29 години, 30 години. Имам безброј интервенции слични, што некои комбиња, леки воза, појште на леки воза, технички интервенции, пожари. И секогаш имаш чувство, не е тоа без чувство, меѓутоа искуството го прави своето, едноставно ја знаеме работата, што работи, како секој има работи. своја задача, едноставно се предаваме на тој, идеме да работиме, нема И тука. ние обрнуваме многу внимание на такви работи, секој си гледа да си ја заврши професионално работата, таа што му е зададена како задача, дали командирот на чета, дали јас како командант таму ја превземам акцијата у моја действие, у моја служба, у моја одговорност. Насоките се тие, нас ни е битно да ги спасиме му луѓето, дали во стамбена зграда, дали во автобус, дали во кола, дали во секој момент. После тоа, анализите и посттравматските шокови се... Тоа ми беше види, следното види, прашање. Што е после тоа? Па не знам, Не види. интересира и мене, Една а и плюс претставам. интервенција, плюс поголемо искуство у цела оваа ситуација. Но како се носите? Па Имате еве ли сме некој- нормални, да, работим. вредно, Ние Видите, бевме- интересен е ја моментот конкретно и- вчера се кај да пополам гинекологија на докторка Аделина, мислам дека се викаше, да прашам за трудницата, ми каже дека е добра и
Па ги, не знам, видите, у таква ситуација сега, ја никогаш не се уплашил за собствениот живот, значи никогаш, апсолутно. И мене ме болат тие погледи, знаеш, насолзени очи, повици за помош. Тоа боли којши, тоа после тоа ми сликите од очи ми излагаат кои некако се неводливи со зборови, знаеш. Меѓутоа, предната е нов ден и предизвици, едноставно тоа е тоа. Ова е само една случка која е сега извикана, меѓутоа има пожари. Слични ситуации со толку многу луѓе кои што чишто живот е запретен. Ова е прв пат. Има безброј примери кај што, значи, збор за делот на пожарите. Значи, луѓето уедно се купуваат не материјално што купуваат. Има случаи што девојка дојде и горе таму се кара. И ја горе, ма не се пешаме горе и стигнаме капела гитара, температура околу рече по-памет дечето кој и се спомени како па нема тема. Се случува ситуации, меѓутоа да спомнеме така и заболја на вистината и ние целата јавност сведочи дека ваква тешка сообраќајна трагедија Не сум значи да иду така граѓаните кој што ми пита професии, сте се потенни професии. Меѓутоа, никога не сме имали прилика да кажеме ставови или проблеми во една тема кога тоа би било Разбирам, ајде да продискутираме во тој однос. Зошто е дека беа на терен, дека учествуваат во акција. Вестина лекари при брза помош и лекари и свето ни си имаат до одреден момент каде што може да ги вадат, да ги пасуваат. Токму Они се бути, го пренесат патот или поведението од местото настано до најблиска болница. Затоа јас во едно обраќање портал кажав дека настојувам оваа година и настојувам и притискам повеќе да формирам парамедичка служба во бригадата, кај што сите нелицелиме кон нека европејци, име нешто бидеме држава, за да направиме парамедичка служба која ќе со нас паралелно, заедно, ако ли го пожар, ли го и медицинска служба, ќе да дава помош на да го дигнеме нивото, второ, повеќе да се подигне свеста кај сите граѓани, ние не доаѓаме штети на некого, него доаѓаме буквално да спасиме. Значи не има луѓе кај што некој 40 години фатал и од 10 секунди како по колегата може да не нешто. И ние сме на ситуација кај што напаѓаат нас, кај што пошаваат физики да напаѓаат. Тоа е не е во голем број, ама некаде, ама ќе знаеме што е
која е реакцијата, што е реакција по моментот, зашто го губи тоа што стварал, и не гледа тоа. Со него очи се бесот и се тоа што го истора на нас. Најодговорно тврдам дека имаме најдобри пожарникари в Европа. Јас сакам да кажам во свет, ама ќе звучи нескромно. Имаме најдобри пожарникари во свет, најспремни со најголемо срце и храброст. Немаме доволна техника. Да, што ви да се шалиме. Може да се шалиме до утре, нема кога да ми сега сигурно. Не треба све. Тоа не треба буквално. Ништо не треба милиони од милиони. Старо 29 години не постила. Со таа техника што ја поседуваме ние, на нова нормална, со таа техника што ја поседуваме, вклучува да е нашето големо срце, ништо поише. Значи ништо поише. Би сила и... Јас момент изјава дека пожарникарот во Германија не се скира дали ќе му запали, дали ќе работи, дали ќе би интервенцијата во тоа е ново и има 15 години старост, а нашето е, ние све правно, ама одаваме, импровизираме. Разбираш, работиме ден за ден. Секоја година има најава дека ќе се обновува возниот пред дека ќе се инвестира во затоа ќе разговараме од се подетално и ќе кажам дека сега во моментот началникот Петар Шилегов е запознаен со целата ситуација, со целата проблематика, желен и волен во секој момент да ни помогне и да го направиме тоа што треба да го направиме, отворен за соработка нормално и тоа е добро, затоа што да ги добиеме сите тие потребни работи што ќе ги побараме дали во оваа, дали во наредната година, ама да го екипираме тој момент. И конечно да имате основни достојни и се работи за многу мал број на луѓе, на многу мал број на пожарникари. Се сведов. Видете, на интервенција одиме четворица, тоа е недозволиво, мислам. Така. Тоа е значи една линија да се постави, се потребни четворица. Кои се пораките кои што би ги испратиле вие, еве, од аспект на тоа дека имате недостаток на опрема, што е она што најмногу ви е потребно за да можете во вакви и слични ситуации во иднина и побрзо да интервенирате и со што е можно помалку. Јас би се надоврзала на тоа, споменавте дека си повеќе се намалува бројот на пожарникари и воено нека биде дополнително прашање зошто? Тука ни е најголемиот проблем. Таа бирократија и тој бирократски проблем. Кој што треба да се отвори оглас, кој тој оглас трае 45 дена, 50 дена, износот на платата, тие работи, некој третира живот, знаеш како помлади генерации, некој се дели на оваа професија, скат, неќат, има деца сак критериуми кои што треба да исполнуваат. Премате стари возилата, па со тоа дополнителен риск. Не знаат ништо. Они не знаат ништо, тоа е кога ќе гледат внатре, тогаш ќе видат. Проблемот е со бенефициран стаж. Тој бенефициран стаж имаш право да го користиш или да не го користиш. И тоа ще се има проблем. Или на 50 години, или на 60. И сега ние не можем конкретно командантот, конкретно кога ќе заминува пензија, да ми кажа граначалникот ми туку некои му техники и се на број, а не да други. И много по-полно со луѓе што заминуваат. Значи тие луѓе што ги губиме ние секојдневно и секој месечно и период или во 6 месечен период губиме 10-15 или 50. Сега имаме на пензионирање до јуни 7 луѓе, ние не можеме да ги пополниме со таа бројка, да имаме, треба да имаме отворен оглас од 1 јануари до 30 декември да примаме по 20 години. Според систематизација на кратко време се насоусуваат сега во моментот по бројка околу
Тоа е Поединцията на систематизацијата дека градско да го има 385 пожарникари. За да функционираме, еве да речеме нормално, ни треба 100. Тоа е на 1500 жители треба да има еден пожарникар. И се би биле срекни да би можеле да примат 200 пожарникари одеднаш и тука да заврши. И тоа ќе се затвори. Да затвориме Прашање ќе приказка. се затвори. Да, и ќе нема никаков проблем, така прему наредни 10 години.